Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Денеска во Гевгелија на работна средба се сретна Царинската управа и транспортните компании од Македонија. Работниот состанок го организираше Царинската управа во соработка со Америцис Македонија. Сообраќаја целта беше да се презентираат поедноставените царински постапки, како и да се дадат насоките во работењето на транспортните компании. Во изјава за КТВ за целта, средбите досега и резултатите, зборува Димча Джилски од Царинската управа. Ова е всушност серија на работилници, досега одржавме 4 во Куманово, во Штип, во Струмица и во Битола, денес сме во Гевгелија и во наредниот период во Скопје и во Гостивар. Всушност сакаме да ги промовираме нашите политики подиректно на вакви отворени средби, иако тоа речиси секојдневно го правиме низ разните начини на комуникација со деловната заедница, но сакаме подиректно да ги слушнеме и нивните мислења. Всушност целата наша политика да ја ставиме на испит на јавноста и да добиеме и критики, забелешки, сугестии и евентуално да ја модификуваме со заеднички се разбира цели, се во насока на олеснување, забрзување и поевтинување на постапките. Може ли конкретно да спомнете за кои олеснувања во работата на транспортните компании станува збор? Па, во фокусот на овие работилници е всушност серија на мерки и активности кои ги преземаме со едно заедничко име, олеснување, забрзување и поевтинување на постапките. Денес ќе зборуваме за предностите на стоковото царинење на граничните премини, наспроти царинењето во внатрешните терминали со сите бенефиции кои ги носи за деловната заедница. Потоа ќе зборуваме за еден нов пристап при поднесувањето и обработката на декларациите, односно за поднесување и прием на декларации пред стоката да стигне на царинските терминали. Знаете, вообичаено декларациите се поднесуваат и обработуваат дури откако стоката ќе биде ставена на увид. Сега нудиме еден нов, доста модерен пристап во кој можат да бидат подготвени самите декларации и доставени до царинскиот орган додека стоката се уште е во движење кон своето одредиште, односно кон царинскиот терминал. Понатаму зборуваме за новите проекти кои текако ќе го олеснат животот на економските оператори. Станува збор за новиот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи, новиот компјутеризиран транзитен систем и новиот проект кој се вика интегрирана тарифна околина и треба да не приближи до тарифните системи на Европската унија. Всушност овие три системи до максимум ги забрзуваат постапките, ги олеснуваат, ги кратат трошоците и документите и во крајна линија не хармонизираат со Европската унија. Има ли резултати од досега одржаните вакви работни средби, дали на истите транспортерите излегуваат со посебни барања до царината? Ние сме многу задоволни од начинот на кој се спроведуваат досега овие работилници, затоа што навистина добиваме фидбек од деловната заедница за се она што ние го осмислуваме и го пласираме, иако анализите секако дека и претходно ги правиме во консултации со нив, но на овој начин всушност добиваме, правиме една ревизија на она што е претходно пласирано и она што течи. Сметам дека ова е навистина добар начин да останеме во контакт со деловната заедница, иако тоа го правиме и преку така нареченото советодавно тело во кое членуваат сите членки на транспортерите, потоа на шпедициите. Македонската патарина ќе се плаќа автоматски. Македонија ќе добие автоматски рампи на патарините, како што објавува Курир, јавното предпријатие за државни патишта склучило договор со фирмата Асеко СЕДО Скопје во вредност од 110.000 евра за набавка на автоматски стоп рампи. Станува збор за втор обид за модернизација на патарините со нови рампи, а првиот тендер е поништен поради тоа што фирмата носител не ги испочитувала роковите за презамената обврска, пошто договор бил раскинат, гаранцијата активирана,
а фирмата добила негативна референца. На новиот јавен повик интерес пријавиле 2 фирми, а изборот е направен преку електронска аукција. Дополнително, јавното предпријатие за околу 70.000 евра спроведе набавка на патна опрема и за телекомуникацијски услуги. Во меѓувреме, Агенцијата за патишта постави систем за наблюдување преку кој во живо се следи наплатата на патната такса. Вчера Советот на општина Росуман ја одржа 5-та редовна седница. Советниците ги изгласаа извештаите на комисиите за финансии и буџет и локален економски развој. Советот на општина Росуман вчера ја одржа 5-та редовна седница. На дневен ред 2 извештаи и советничките прашања. Неколку дискусии и констатации на советници, дискусија и одговори на градоначалникот и дадена подршка за извештаите на комисиите се на се резултатот од одржаната седница. Предлог извештајот на комисијата за финансии и буџет пред советниците го презентираше председателот на комисијата, советничката Маја Миленовиќ, за кварталниот извештај за извршувањето на буџетот за квартал 2 за 2013, детално говореше раководителот на финансии Радко Стаменов. На неговиот извештај во делот на финансиите за поправка и одржување, транспорт на стока, субвенции и трансфери забелешки најдоа советниците Маја Миленовиќ и Атана Стојанов. Пошто детално по дати исплатени фактури им одговори на укажаното раководителот на финансии при локалната самоуправа. Кварталниот извештај со 6 гласа за, ниту 1 против и 3 воздржани ја доби советничката поддршка, едногласно поддршката ја добија и неколку доставени барања во однос на финансиска помош. Дискусија имаше и по втората точка од дневниот ред. Советниците дискутираа по предлог извештајот на Комисијата за локален економски развој. Главно дискусијата беше насочена кон предлогот за дислокација на кванташкиот пазар, за која едногласни беа сите, но со став дека претходно мора да се изнајде решение соодветно за таа намена и со сите потребни техники, како што е пристапноста, водата за пиење и технолошката вода. Токму од овие причини и од причина што пазарот е сепак надлежност на јавното комунално предпријатие, советниците на чело со председателот на Советот се договорија барањето да го достават до надлежниот орган кој експресно до стартот на следната пазарна сезона ќе го реши проблемот. Волонтерите за кои во моментот општината го подготвува теренот, односно канцелариите, исто така беа тема на дискусија. За нив потенцираше градоначалникот веќе изгласано и се сложува со советниците дека општината има потреба од истите кои ќе работат на проекти за финансиско добро на општината, но нагласи Лазов дека истите мора да се гледаат само како волонтери, што всушност им означува и временски прецизиран ангажман. Дискусија беа јавното партнерство и индустријската зона. Советниците посочија кон интензивирање во овие две сфери, а првиот човек на општината посочи: дајте конкретни мерки и предлози, бидејќи засега и во делот на двете теми се работи интензивно и според законот. Долги дискусии, различни ставови и заеднички заклучок, едногласно дадена поддршка за извештајот на Комисијата за локален економски развој. На крајот од седницата следуваа советничките прашања, а меѓу нив уличното осветлување, бездомниците, водата од Лукар. Експресно на сите одговори градоначалникот Стојан Челазов. На вчерашната седница одговор на над 20 советнички прашања даде градоначалникот на општина Росуман Стојан Челазов. Меѓу нив беше и прашањето за водата од Лукар што треба да ја добие Росуман. Во делот на точката советнички прашања над 20 одговори на вчерашната седница даде градоначалникот на општина Росуман Стојан Челазов. Советниците се интересираа за уличното осветлување, кванташкиот пазар, индустријската зона, уривањето на диво изградените објекти. Меѓу прашањата и состојбата со лицата категоризирани како скитници, а на кои се повеќе се жалат жителите, но и докаде е водата од Лукар што треба да ја добие Росуман. Еве го одговорот на градоначалникот Лазов. Општина Росуман одвои пари дури за да се, значи уплативме пари за да се згрижат овие две лица кои што за жал се уште нема државјанство. Значи тоа се луѓе кои што не се државјанство и имаме проблем во системот кој што имаме проблем, значи да се издадат документи за државјанство.
Така да целата процедура ја воде труд и социјална политика и ние како општина максимално стоиме, уплатиме средства, се што требаше за да се згрижат, но за жал испадна дека не се државјани на Република Македонија и не можат да се згрижат таму. И ќе остане уште некој време да шетат на очигледно сите се. И во големите градишта скитници шетат, што да правиме. Ги има тие случаи, врзани ни се раците. Немаме некоја можност законска за било како да го реагираме и како да ги згрижиме ние како општина Росман. Водата за пиење на Лукар, односно од Лукар, ќе дојде во текот на овие месеци, веќе се при крај во делот на затварање на отворениот канал. Ние знаете дека имаме, и ствари, знаете дека имаме постапка и за изработката на резерварот за вода за пиење преку Светска банка, веќе сме под мониторинг на Светска банка за доделување на овој кредит од 4 милиона за резерварот и рачунам дека до нова година комплетно ќе биде завршено и дека ќе имаме покрај она што го изградивме како заеднички проект со Кавадарци во делот на индустријски дел на Кавадарци, кај што се смениат цевките и кај што се отвори можност за према Росман да доаѓа тие 28 литри во секунда, кома нешто 12% од вкупната вода која ќе дојде, значи очекувам да дојде до текот на во септември да дојде водата, кај нас значи се да биде завршено до нова година. Расте задолженоста, но и заложените станови, информира Агенцијата за катастар. Вкупно 51.169 стана во државата се ставени под хипотека, а нивната вкупна вредност е 1,6 милиарда евра. Во најголем број случаи хипотеките ги држат банките, а помалку од 5% се кај приватни лица или компании. Становите најчесто се заложуваат при земење кредит, како гаранција, но сите се ставани во залог во различен период. Според последните податоци од Народна банка, заклучно 2012 година, банките чуваат имот вреден 120 милиони евра. Во оваа сума влегува целиот имот што тие го имаат земено од клиентите што го заложиле кога се задолжиле, но откако не успеале да ги вратат ратите, припаднал на банката. Од градежните компании информираат дека во последниот период повеќето од граѓаните што купуваат станови ги плаќаат со кредит и во исто време ги ставаат под хипотека. Од банките истакнуваат дека за овие кредити наплатата е најдобра, бидејќи граѓаните стравуваат да не им биде одземен станот. Активирањето на хипотеката е последен чекор и банката го прави откако ќе бидат исцрпени сите други можности. Денеска за нови средношколци вратите повторно ги отворија средните училишта со слободни места за идните ученици. Документи на заинтересирани ученици денеска повторно се примаа во средните училишта во Македонија, во кои се уште не е пополнета квотата за прием на ученици во прва година за учебната 2013-2014 година. Во двете пријавувања од првиот јунски уписен рок интересот за гимназиите беше поголем отколку за средните стручни училишта, во кои останаа повеќе слободни места. Според податоците на Министерството за образование и наука, во јуни се запишале 16.999 идни средношколци од 22.900 ученици, колку што годинава заврши 8 оделение. Од 34.971 место објавени со конкурсот на Министерството за образование и наука за 2013-2014 година за августовскиот рок што се спроведе денеска, останати се уште околу 17.000 места. Резултатите ќе бидат објавени утре на 23 август. Квотата не се исполни во првиот уписен рок, посебно во средните стручни училишта. Поради фактот што средното образование е задолжително со закон, ние ќе инсистираме сите ученици да се запишат во средни училишта, изјави вчера ресорниот министер Спиро Ристовски. Тој посочи дека МОН работи на стратегијата за развој на средното стручно образование, која меѓу другото опфаќа изголемување на интересот за запишување во средните стручни училишта. Во Кавадарци по првите уписи слободни места имаше во речиси сите образовни насоки од средно образование. Последниот воз денеска го брка идните средношколци кои оправдано или не го испуштија предходниот уписен рок. Средните училишта во кои по 22 август ќе останат слободни места ќе запишуваат ученици до почетокот на учебната година.
Во Македонија континуирано се намалува бројот на ученици кои ја повторуваат истата учебна година. Во Македонија се помал е бројот на ученици што ја повторуваат истата учебна година, а директорите на училиштата велат дека ова се должи на воведувањето на задолжителното средно образование, но и на поголемата вклученост на родителите на основците во образованието на своите деца. Лани сме имале 538 повторувачи во целата земја, а во 2010 година 1367. Според податоците од Министерството за образование и наука во учебната 2011-2012 година од вкупно 23.700 ученици запишани во прва година средно, годината ја повторувале 159 или 0,6% од учениците. Во учебната 2012-2013 имало 149 повторувачи, а годинава во прва година повторно ќе седнат 132 повторувачи, но оваа бројка не е конечна, бидејќи уписите се во тек. И од податоците на Државниот завод за статистика може да се забележи дека секоја година имаме се помалку ученици што ја повторуваат годината, како во основно, така и во средно. Лани во основно сме имале 168 повторувачи, а во 2011 година 334. Во 2010 година пак 743 основци ја повторувале годината. Во 2012 година 369 ученици повторувале во средно образование, а пред 2 години истата судбина ги снашла 624 ученици. Со последните законски измени и со воведувањето на родителските школи, родител што нема да се појави на советување поради единиците и лошото поведение на своето дете, може да се казни парично, токму поради се почестото вклучување на родителите во процесот на образование на своите деца, имаме и помалку повторувачи во основните училишта. Во земјава последните неколку години драстично се намалува и бројот на ученици во средните и во основните училишта, што може би е една од причините за намалениот број на повторувачи. Летото е период на вируси и инфекции, од кои најчесто се цревните вируси и проливите. Доктор Методија Ташев апелира на поголема грижа за здравјето. Да се води поголема грижа за сопственото здравје, апелираше денес доктор Методија Ташев. Во Сдруженијето на пензионери кавадарци, тој денеска на редовна средба здравствени едукации со припадниците на третата доба подели неколку совети вредни за летниот период. Доктор Ташев летото го карактеризираше како магнет за вируси, од кои најчести се цревните вируси и проливите. Во летниот период најчести заболувања на населението се така наречените проливи и хоспитализацијата на интерно оделение 50% од болните што лежат се со проливасти столици со диспептичните голови, значи со повраќање. Во етиологијата на проливите најчесто се застапени грам позитивните бактерии, грам негативните бактерии, вирусите, протозоите, потоа труењето со тешки метали може да предизвика тробање, труењето со печурки со така може да предизвика проливасти столици, повраќање. Доста чести проливи даваат и труењето со печурки кои што во овој летен период го има доста оние што се бават со тоа и оние што добро не ги познават може да дојде до тровање со печурки кои што се тука исто. Клиничната слика е доста драматична со нагони за повраќање и проливи. Најчесто, кога ќе се дојде болниот во болница, е доста изнемоштен со температура, значи и треба да му се даде одма инфузиона терапија. Од инфузиите најчесто се користат физиолошки раствори, рентген раствори, потоа декстроза 5% и му се дава во количински од 1 до 3 литра за првите 6 часа. Болниот во почетокот му се сугерира да не прима ништо преку уста, значи се оде преку преку вена терапијата и тука се даваат и симптоматска терапија, ако има температура може да се дадат антибиотска терапија, најчесто гармицини, рендацини, зависи од предизвикателот на болеста. Важно е за болниот да, значи,
во препораките исто е да се обрне и на хигиено-диететскиот режим. Значи, луѓе кои што работат со храна треба редовно додат на лабораториски анализи, односно да се проверат дали се клицоносители на овие стафилококи, бидејќи секој нивно допир со храна или со луѓе може да инфицира и да дојде до нивно заразување. Ако се докаже дека е клицоносител, треба да се остране од работа, да се лекува и потоа кога ќе се докаже дека бактеријата е отсутна, се враќа на работното место. За исто хигиено-диететски да се препорача за храната во овие летни периоди кои што се треба да се чува во фрижидери на ниски температури, бидејќи секој храна после готвењето, ако се изложи 3-4 часа на ова температура, доаѓа до нивно интоксицирање, односно може да дојде до храната да се зарази, односно да дојде до нивно тровање. Месарите и маркетите нема да смеат да продаваат рефус мелено месо. Рефус мелено месо месарниците и маркетите ќе продаваат уште еден месец. Од Агенцијата за храна и ветеринарство најавуваат дека од крајот на септември конечно ќе почнат да се пременуваат одредбите од правилникот за барањата во однос на квалитетот на месото, според кој меленото месо рефус како категорија ќе исчезне, а ќе се продава само со одветно пакувано и декларирано. Свежото месо ќе продолжи да се продава како и досега, а производителите и трговците сами ќе одлучуваат дали од него ќе продаваат пакувано и претходно измерено. Во поголем дел од регионот уште пред неколку години се донесоа правилници за меленото месо, слични на македонскиот, со кој се забранува продажба на готово мелено месо. Во Србија и Хрватска новите правила важат од пред 2 години, но ретко кој ги почитува. Времето утре ќе биде умерено облачно со умерен северен ветер, а во одделни места повремено ветерот ќе се засилува. Попладне во северо-западните делови од земјава ќе има услови за краткотраен локален дожд. Температурата ќе се движи од 26 до 34 степени. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието.